Почитувани граѓани, почитувани новинари, повеќе од една недела ВМРО тендерска ДПМН молчи за улогата на шпицниот градоначалник Мицковски во спорните тендери над 136 милиони евра. Фатени со рацете во медот, молчат и за други пропаднати проекти. Од шпицен кандидат Мицковски стана шпицен градоначалник на сите градоначалници на ВМРО ДПМН. Само за да контролира бизнис и влијанија, или со нивниот речник кажано, да брцка со рацете во медот. На изборите во 2020 година Мицковски побегна од листите. Не беше носител ниту во една изборна единица, кукавички, самиот се прогласи за шпицен кандидат и ја смести неговата редовна жртва Александар Николовски да го крпи изборниот пораз. Типично за најголемата политичка кукавица во земјава. Цел живот се влече на нечи грб. Несигурен во себе и во своите пратеници, ги присилуваше дури да потпишат незаконски нотарни изјави дека ќе бидат верни на него и на партијата. Уплашен за собствената фотелја, шпицниот градоначалник секогаш ги гледал своите лични и бизнис интереси на ВМРО тендерска ДПМН. За Мицковски никогаш не бил важен интересот на државата и интересот на граѓаните. И тоа е оно што денеска граѓаните го гледаат. Ова е вистинското лице на Христијан Мицковски и оваа стара, нереформирана криминална партија. Кулминација на внатрешни превирања и корупцијски скандали вредни над 136 милиони евра со заеднички именител, а тоа е пари. Ништо не е сменето во ВМРО ДПМН тендерска. Мицковски е ист како неговиот претходник Никола Груевски. Тоа е тендерската матрица на ВМРО ДПМН. Тие не се менуваат. Само потврдуваат дека не само што партијата не е реформирана, туку дополнително криминализирана. Граѓаните тоа го гледаат и самите ќе одлучат. Ви благодарам.